Денес нема да зборувам и да објаснувам колку корупцијата ни ги јаде и труе општеството и системот, туку ќе ги потенцирам најважните антикорупцијски процеси во државата со кои се спротивставуваме на оваа заедничка општествена рана. Во насока на воспоставување на независно, непристрасно и ефикасно судство, засновано на европските стандарди и најдобрите пракси, презедовме активности за реконструирање на законската рамка со цел да се обезбедат процедури кои ќе ја зајакнат независноста, транспарентноста, отчетноста на судството. Еднакво внимание во широка рамка законски прописи кои се во завршна фаза, посветивме и на препознавање и санкционирањето на непрофесионалното и пристрасното однесување од страна на судската власт. Во овој процес постојано го имаме во предвид и огромното значење на правилното функционирање на судскиот систем и ефикасната борба против корупцијата, но и почитувањето на човековите права. Во закон и во пракса. Европската Унија става силен акцент на судството во предпристапниот и пристапниот процес, на начин што преговорите за полноправно членство започнуваат и завршуваат токму со поглавието 23 правосудство и фундаментални права. Владата ќе го усвои предлог законот за спречување на корупцијата и судирни интереси, во кој се владата веќе го усвои предлог законот за спречување на корупцијата и судирни интереси, во кој се уредуваат мерките и активностите за спречување на корупцијата, но и мерките и активностите за спречување на судирот на интереси, за која е надлежна Државната комисија за спречување на корупцијата. Во законот се адресирани препораките од Европската комисија, извештајот на ПРИБЕ и извештајот на ГРЕКО, кои се однесуваат на законската рамка. Во изработката на законот беа вклучени експерти, представници на невладините организации и представници на институциите. Беа организирани јавни дебати, на кои присуствуваа и представници на политички партии и на широката јавност. Овој предлог е испратен и во Европската комисија на мислење. Со овој закон се воведува транспарентна постапка за избор и именување на претседателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата и се зајакнуваат условите за избор и именување. Предлогот е да се спроведува на интервју со кандидатите кое ќе го врши комисија за прашање на избор и именување на Собранието на Република Македонија, при што прашања може да поставуваат и представници на граѓанските организации и здруженијата на новинари. Интервјуто ќе биде јавно и ќе се пренесува на Собранискиот ТВ канал. Новото законско решение определува зајакнати критериуми за избор на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата и јасни критериуми за нивно разрешување. Се предлага зајакнување на надлежноста на Државната комисија за спречување на корупцијата во контролата на финансирањето на политичките партии и финансирањето на изборните кампањи. Со новото законско решение се предлага да се утврди дека доставувањето на бараните податоци не представува повреда на банкарска тајна. Понатаму се предлага утврдување должност за одговорното лице во надлежната институција или од него овластено лице да ги презема сите мерки и активности за доставување на бараните информации до Државната комисија за спречување на корупцијата. Исто така се предлага утврдување можност за Државната комисија да бара податоци и информации од надлежните институции, правни и физички лица, заради целосно утврдување на фактичката состојба, вклучително и пристап до 17 бази на податоци. Внесуваме одредби согласно кои постапката за проверка на податоци од изјавата за имотна состојба, покрај во утврдените случаи, Државната комисија за спречување на корупцијата ќе може да врши и врз основа на проценка за ризикот за корупцијата. Се предлага утврдување должност доколку постојат докази дека член на семејството или блиско лице на службеното лице се стекнал со значителен имот за време на вршење на јавни овластувања на службено лице, Државната комисија може да иницира покренување на постапка за испитување на основот на стекнување на имот на тој член на семејството. Новина е и пријавувањето промени на имотната состојба да се врши во периодот од 2 години по престанокот на функцијата и анкетниот лист доставен до Државната комисија за спречување на корупцијата да биде јавно достапен и уште 2 години од денот на престанокот на функцијата на лицето што е поднело изјавата. Дозволете да резимирам и да нагласам.
Во делот на борбата против корупцијата, изготвен е новиот закон, чија основна цел е зајакнување на ефикасноста и независноста на ДКСК и постигнување на поефикасна превенција и борба против корупцијата. Усвојуваме нов закон за спречување на корупција, подготвен заедно со граѓанските организации, за да ја оствариме заедничката цел, да изградиме сериозно и независно тело за борба против корупцијата. Овој закон е усвоен на седница на влада и по неговото донесување во собранието. Очекуваме собранието согласно новите критериуми да започне постапка за избор на членовите и председател на новиот модел на Државната комисија за спречување на корупцијата. Воведуваме транспарентни постапки за избор на ДКСК со учество на невладиниот сектор и медиумите. Се проширува надлежноста со зајакната надлежност и овластување за следење на финансирање на политичките партии. Се прецизира правото при проверка на податоците од изјавите за имотната состојба и интересите, Државната комисија да бара податоци за физички, но и за правни лица од банки и други финансиски институции, при што доставувањето на бараните податоци нема да представува повреда на банкарската тајна. Се разбира, на законот му предстои собраниска расправа како можност за дополнително усовршување и осогласување, за што значаен придонес се очекува од овој тип на дебати, каква што е секако и денешната дебата. Наскоро, целиот институционален и законски систем за превенција и борба против корупција ќе биде во функција, а во меѓувреме го правиме она што го дозволуваат сегашните можности. Веќе се разгледаат резултатите од имплементацијата на нашиот концепт за отворена и транспарентна влада. Според индексот на отвореност, владата на Република Македонија, како централно извршно тело, е на прво место во регионот со 76% исполнување на индикаторите. Ова го утврди истражувањето за отвореност на институциите за извршната власт во Југоисточна Европа и во Македонија. Воведовме алатка за отчетност на трошоците на носителите на јавни функции. Јавноста доби увид за трошење на функционерите. Сега премиерот и министрите прават 3 пати помалку трошоци за непродуктивни активности. Ја менуваме перцепцијата во јавноста во насока дека постои политичка волја и подготвеност на владата за справување со корупцијата во Македонија. Тоа го покажавме во повеќе случаеви, кога во јавноста беа покренати сомневања за судирни интереси или несовесно работење. Знаевме да се повлечеме, знаевме да го слушнеме крикот на јавноста, но честно и да кажеме дека во последните 12 месеци имаме заштедено повеќе од 100 милиони евра, само заради транспарентност на постапките при јавните набавки. Колку тоа само ќе се зголеми при ефикасна и ефективна државна комисија за спречување на корупцијата и сите други останати алатки кои што ги има. Сакам да изложам неколку примери. Владата го разреши претходниот директор на Агенцијата за туризам со образложение за несовесно и невнимателно работење. Владата го прифати предлогот за разрешување на директорот на Бирото за јавна безбедност, чиј службен автомобил беше забележан во странска држава. Владата апсеше градоначалник од своите редови, кој имаше комплетно докази за криминал. Откако се појави сомнеж за транспарентност и кредибилитет на првиот инвестицијски бранд на Фондот за иновации и технолошки развој, беше воведен протокол за постапување при проценка на ризик за компании и апликанти од аспекти на поврзаност со носители на јавни функции и нивно влијание, а при тоа сите се повлекоа од етички аспект. Политичките партии го зголемија државното финансирање за да не бидат повеќе зависни од бизнисмените кои што им помагаат при нивното редовно функционирање или при кампања, а после вака или онака барат одредени услуги кои што многу често се сведуваат на корупција. Постојат и многу други примери. Категорично застануваме на позицијата за независно судство и обвинителство во борба против корупцијата. Но секогаш ќе ги поздравуваме и спроведуваме судските пресуди за коруптивни активности, како и покренатите истраги и обвиненија од страна на обвинителствата. Пред точно една година, владата на Република Македонија, вклучувајќи ги партиите од владината коалиција, локалната самоуправа и граѓанските организации, заеднички подпишавме декларација за борба против корупцијата. Преку неа, меѓу другото, испративме јасна порака да до сите корумпирани дека казнивоста нема да се избегне во ниту еден случај. Од таа наша заложба, ви ветувам, нема да отстапиме. Благодарам.